Двајцата браќа и една сестра, чита Александар Станојков. Си биле двајца браќа и една сестра. Уште од малечки беа останале сираци без мајка и без татко. Сестрата беше поголема од двајцата браќа и таа му беше во куќата наместо мајка. Таа му перела, таа му месела и сето што требало да се работи во куќата. Дошле децата да се ватат од дум и беше рекле еден ден на сестра да се маши. Атр да не ти остани, сестро наша, ја рекле, за еден збор што ќе ти речеме. Нема атр да ми останет, браќа мои, им рекла. Гледаме ние, сестро, ти не милуваш од мерата надвор, му рекле. Арнама милоста милост носит, ти ќе треба и ние да те милуваме. Чунти милоста милост носит, и ние си рековме двата, за да ти речиме еден збор. Зборот е овој. Еве времето ти дојде и ти пројде за тебе да те мажиме. Еве од толкова места кај те сакаат за да те земат за невеста. Која од овие куќи ја бендисуваш, во таа да те дајме, сестро мила? Во вашата куќа јас сакам да умрам, браќа, им рекла. А пак вие ако ме неќите, кажете ми да си одам на некој манастир, чунти јас сум си рекла дури сум жива да не се оможам и во нашата куќа да умрам. Јас сакам, браќа, вие да се ожените и јас наместо свекрва да му бидам на вашите невести и стара мајка на вашите деца да ви гледам. Од која видоа и чуе браќата тие верни збори од милата им сестра, беше се свршиле и се ожениле обата во еден ден. Од која беа се ожениле пак браќата, ја милувале сестра си уште поеќе од напред како што ја милувале. Таа пак уште поеќе и милувала браќата. Гледајќи невестите братската милост помеѓу сестрата, бидејќи беа се погодиле тие многу зависливи, многу ја записмиле золовата и ката ден ја клеветеле на браќа. Јок ова сторила, јок она сторила, јок она скршила, максус некоја штета ќе сторија и на неа ја врлаа. Арнама браќата ни на ум го клаваа невестите што велеа и сестрата што ја клеветеа. Пустиве зависливи невести ќе пукнеа од мака, оти не можеа да искараат браќата и сестрата. Најпосле, бидејќи ѓавол на тема го силен, беше кандиселе да си го заколит едната невеста детето само и само да ја омрзат сестрата од браќата. Ја го украла едно утро ножето од сестрата од джеб и си го заклала едната невеста машкото дете в крошни. Ножето крваво ја го клале в джеб. Кога си дошле мажите од работа, со пискотници и пречекале невестите. Што мореал имате на темови коската брежени, им рекле браќата. Што толку викате? Море како што, али имаме бре домаќини кога кучката ви сестра го закла детето в крошни. Умилите ми снај, и че јас тоа може да биде да го сторам, им рекла сестрата плачејќи. Бре, како обидуваат, што обидуваат, кој ќе биде тоа зло што ни го стори, никаков крај не можат да најдат. Најпосле беа и натерале мажите да ја побараат сестрата во джебот да ја најдат ножето. Кога ја побарале, вистина беа ја го нашле ножето во джебот крвосано. Оф, проклета сестро, беше ја рекле браќата, дали на милоста згора што те милуваме поеќе од невестите ни го стори ова чудо? Ах, проклета ти очите двете ќе ти изваиме и на некоја раскрсница ќе те оставиме. Оф, бре, браќа моја, ако сум сторила јас тоа нешто, рацете да ми се ватат и логаа да бидам. Друго, како сакате да ви се колнам, му рекла пустата сестра плачејќи. Арно, ама, и ќе веруваат браќата. Ѓавол усилен, што се присени помеѓу браќата и сестра, изврши тоа што сакаше и на лутината згора беше ја однесле кај една раскрсница до една планина и ја извадиле обете очи, та ја оставиле таму и си дошле дома. Пустата сестра плакала и тажила и поеќе си и жалела браќата што во голем грев да умрат. Некој време дошол ангел Божи и ја ватил за рака, та ја одвел на едно убаво место и ја рекол: Стани, девојко праведна, и не плачи за твоите очи, оти Господ ќе ти даде ангелски очи и тука да направиш еден манастир и што ќе излези една вода од твоите солзи праведни да лекуваат секакви болести. Ја дојде очите на место и копа таму за да прави манастир,
та нашла едно царско азно и беше направила еден манастир чудотворен, а на местото кај што плака, излегол еден извор лекоиц што лекувал секакви болести. По неколку години од која беше изваиле очите браќата, беше и ватило нив еден очобол што Господ да чува, а па невестите им беше се вателе и од нозе и од раце. На голема мака биле сите четворица и непрестајно се карале мажите со жените, чумчи се ќаваа оти направина сестра си ја зедоа на душа и ја загубија. Од збор на збор чуле браќа оти, во таа планина се отворил еден манастир чудотворен и вода излегла лекоита што лекувала секакви болести. Кренале жените на коњи двајцата браќа и си пошле на манастир. Во тоа време сестрата била болна на умирачка и едно и виде браќата станала и пречекала со голема радост. Паднале на колена и ја зеле од сестра си проштење и на часот беше им се оздравиле очите на браќата. Кога видеа обите сестри, овите невести, зависливо од изолвата била во манастирот како егумен и од проштењето незине, му оздравиле очите од браќа, веднаш беше му влегло в срцето ѓаволот и си рекле помеѓу себе: поарно вака да умриме, одошто од оваа кучка здравје да земиме. Од која сети сестрата оти, нема тие да сакаат проштење и лекување, на часу си умрела и се посветила, а двете невести се отидоа дома сакати како што си беа умреле. А обата браќа беа отишле на манастирот од сестра си и тамо седеле дури се посветиле, та од која умреле си ошле кај својата сестра и таму си останале. И ден денеска може во рај да си се.